Семејство од Тетово наместо домаќинска повеќе од една година плаќа индустријска струја. Секој месец со високи и нереални сметки, а од Тевана, иако известени, не им го решаваат проблемот. Но ова е само еден од многуте примери. Семејства секојдневно се жалат дека сметките им се високи, а често и паушални. Тетка ми се грее со пелети. Тројца луѓе се тука, тетка ми и син и снаја. А фактурите ги има платено, има што му дојдене 8.000, 7.000, у летовска 6.000, сега зимно време 8.000, а има година и пол што имамо пуштено приклучокот, се јавили у Скопје, у Тетова, никако не знам тие такви мерки. И више ја на крај ги собрав овие документи за на суд. Имам фатен адвокат и сега преку адвокат, здравиот Господ, ќе биде тоа успешно. Во иницијативата Доста е, која веќе со месеци действува и протестира поради ваквите проблеми, но и против одлуката за поскапување на струјата, велат дека откако започнале со бесплатна правна помош, бројни семејства секојдневно доаѓаат со поплаки. Нивните адвокати веќе работат на неколку случаи и се надеваат дека ќе добијат правдата. Има тука многу жалби, секакви жалби, има и паушал, има и цена што му имат, значи му земат поеќе пари од колку се треба. Има социјални случаи кај, например, зема 3.500, а плаќа 2.000 струја, например. Има такви кои само за еден премес на бандера му барале на човекот 15.000 евра. Ова е, значи, астрономска цена. Борбата против Евана е тешка и долга, но од иницијативата не се откажуваат. Мора, велат, еднаш да се престане со крадењето од џебот на народот, а сметките кои стигаат за наплата да бидат реални, а не со огромни суми. Од Доста и за оваа недела, в четврток најавуваат протест пред зградата на Евана во Скопје, со истите барања, меѓу кои и повлекување на одлуката за поскапување на струјата.